Доколку опозицијата повика на предвремени парламентарни избори, ќе прифатиме, но СДСМ се кријат и бегаат од ново изборно соочување, порача премиерот Христијан Мицкоски. Тој и денес го повтори ставот дека сметаат оти парламентарните избори треба да се одржат во редовниот термин во 2028-та, но дека на половина од мандатот мора да се подготвени за изборно соочување во било кое време. Сепак вели, власта нема да биде таа која ќе иницира предвремени избори. Ние сме добиле мандат од граѓаните за 4 години и ние сакаме да одиме на редовни парламентарни избори кои што ќе се случат 2028 година пролет. Но доколку сме предизвикани, се разбира, ние мора да сме подготвени како и секоја сериозна политичка опција. Во нашиот случај, кај нас, тука во државава, имаме опозиција, ќе повторам, која што има 4-5 луѓе, ја би ги нарекол политички камикази, кои што излегуваат во јавноста, навредуваат, изнесуваат куп невистини и мислат дека ако ги растурат пердувите, дека дел од тие пердови ќе останат несобрани, па некој ќе им поверува. Еве начин да покажат. Ајде да видиме, ако сте толку силни, па да видиме што ќе биде и како ќе биде. Така што ние немаме намера да предизвикаме предвремени избори. Нашата цел е редовни парламентарни избори, но ако бидеме предизвикани, тогаш одиме и ќе победиме. Во меѓувреме власта ќе се фокусира на најавената владина реконструкција. Разговорите со коалиционите партнери ќе стартуваат од четврток, веднаш по одбележувањето на 36-та годишнина на ВМРО-ДПМН. Партискиот роденден ќе биде на 17 јуни на стадионот во Струмица. Премиерот Мицкоски смета дека во вода паѓаат и обвинувањата од опозицијската СДСМ, дека власта ја носи државата кон изолација и дека ваквите тврдења ги демантираат низата посети на високи државници и европски функционери во земјава. Потврди и дека на почетокот на идниот месец Македонија ќе ја посети еврокомесарката за проширување Марта Кос. Повторно тука нема како да не искоментирам невистините кои што дајат од опозицијата. Според нив владата била изолирана, а како таква владата изолирана, јас само во рок од 2 месеци остварив билатерална средба со турскиот претседател, со францускиот претседател, со германскиот канцелар. На билатерална посета беше хрватскиот премиер. Ја бев на билатерална посета со австрискиот канцелар и беше претседателот на Европскиот совет овдека во Скопје. За само 2 месеца. Посетата на Кос во земјава доаѓа по 1 година. Таа во редовна посета на Македонија, како дел од балканската турнеја, беше и лани на 1 јули. Тогаш, освен со премиерот Христијан Мицкоски, еврокомесарката за проширување се сретна и со опозицијскиот лидер Венко Филипче.